Денешната најава ќе ја направам со седење. Нема да влегувам и излегувам од кадар. А зошто ќе ја направам со седење? Затоа што тежината на мојот гостин не ми дозволува да станам. Човек кој што е елоквентен господин и го трасира патот на джентлменството многу сигурно. Човек кој што е член на Ротари клубот и на уште многу други организации. Што би рекол еден мој колега, за 3 секунди овде, но јас ќе кажам за 5 секунди. Пере Самандо. Како човек кој што е навистина елоквентен за оваа емисија, сакам во старт да те прашам, што за Пере представува поимот джентлмен? Джентлменството по дефиниција само по себе представува припадност на еден слој, на еден сталеж во општеството. Но денес тој сталеж, тие слоеви ги нема. Порано постоеле, но денес не. Денесниот современ джентлмен треба сам да се избори, треба сам да се створи, односно сам да се креира каков би бил, односно каква визија има, кои потези ги влече, зошто ги влече и сето тоа да премине во две карактеристики кои што се негови главни. Првата е она естетската, како тој изгледа и како околината го прима, како го гледа, а втората е кои манири ги носи во себе, каква енергија зрачи, каков интелект има. За сето тоа што народот би го видел кај него, да се потврди и да стави еден печат. Она што е многу важно за джентлменот е неговото однесување кон околината, а особено кон луѓето. И тоа во два наврати, како се однесува кон децата и како се однесува кон возрастните. Зошто? Затоа што односот спрема децата кажува каков тој бил како дете, а односот спрема возрастните кажува каков сака да биде кога тој би бил на таа возраст. Ова можете да го прочитате во наредната книга на Пере, Джентлмените и општеството. Се шалам, навистина многу добро срочено како излезено од книга. Тоа е тоа. Спомна дека джентлменството има две линии, нели? Едното е надворешното, другото внатрешното. Зборувам за надворешното, зборувам за стилот. Дали сметаш дека човек може да биде джентлмен и без да биде скоцкан од глава до пет? Сметам дека не може. Надворешниот изглед кажува за човекот, за джентлменот, уште пред да проговори. Реков, тие две работи се многу важни. Тесно поврзани. Тесно поврзани. Првата, како тој изгледа и дали тоа сето е во корелација што тој го носи со неговиот внатрешен мир, внатрешна состојба, интелигенција, потеклото и кога сето тоа би се надополнило и со манири, со почитување на бонтон правилата, тогаш е полн погода. Без едно, без друго или без трето не постои джентлмен. Интересно гледиште, интересни ставови, сум имал и гости кои што не го делат овој став, но затоа нели сме тука за да ги сублимираме сите мислења за на крај публиката да се извлече што е тоа вистинското. Кога станува збор ете повторно за стилот, ти си човек кој што навистина негов стил, морам да го пофалам овој стил до последен детал е навистина одбрано и запазено. Кога Пере работи приватно, кога Пере не е пред камерите, кога Пере е Пере, нели? Дали Пере е кежуал или бизнис? Пере кога не работи е стално дотеран. Јас милувам да кажам дека доколку не би се бавил со ова што го работам, моја професија би била модата или нешто тесно поврзано со модата. Сам си бирам гардероба, сам си го средувам шкафот, сам ги подредувам и средувам сите работи кои што јас сметам дека треба да ги имам. Не постои уреден и среден маж джентлмен без подреден гардеробер. Да, се сложува. Како изгледате надвор, тоа треба да го имате и во домот и во гардероберот. И доколку тоа е ваш труд, ваше дело, тука не може да блефирате. Се знае дали сте вие, дали некој ве дотерал или користите услуги од професионалци.
Сакам да кажам и да потенцирам дека иако сум имал многу прашања на во тој дел, дали користам услуги од професионалци, стилисти или не, кажувам и потенцирам никогаш и во ниедна прилика. Сето што гледате на мене сум јас, односно јас сум одбрал кондури, чорапи, часовник, накид, алка, наочари, сако до парфем. А кога станува зборете за тие детали, накид, прстен, белезица и така натаму, ги носиш редовно или по потреба? Ги носам редовно, но ги носам сразмерно спрема настанот и пригодата кај што треба да одам. Знаете како викаат, разликата помеѓу аматерите и професионалците е во деталите. Да. И тука компромис нема. Но главната поента е да го погодите накитот, часовникот или кондурите за намената и пригодата каде што треба да одите. Јас сум поборник и гласноговорник на таа теза дека треба да се почитуваат строгите правила и кодексот на облекување. Се знае како се оди на плажа, се знае како се оди на деловен состанок, се знае како се оди на работа, во канцеларија, на терен. Мојата работа е теренска, претежно, таква ми е работата и знам да искомбинирам стил кој што е карактеристичен и специфичен за мене, по кој што сум препознатлив и секогаш кога работата ми е теренска, стилот можам да кажам дека ми е стрит фешн. Така, тоа е да вистина интересно, ете, можда некојаш и на терен ќе дојдам да видам како тоа изгледа пере со тој шлем на главата и со часовник со алка, и со наочари. Твојата професија е градежен инженер. Да. Имаш работено низ светот многу, последно неформално ми кажа дека имаш работено и во Африка, така? Да. Може малку околу тоа искуство, како е таму? Постојат ли таму джентлмени, се негува ли таму стилот, затоа што сепак знаеме дека има делови на Африка кои што навистина не можат да си дозволат да изгледаат како што изгледа поголемиот дел од Европа, да кажем. Една таква паралела. Африка секогаш кога збориме за Африка, иако се поминати точно 10 години, во овој период се баш 10 години кога јас бев во Африка. Аха. Африка е еден континент, едно место каде што природата ги наградила и им подарила све што можеме да замислиме и да учиме по географија. Со сите природни ресурства, со сите богатства и сонце, и насмевка. Тие се многу добри, гостопримливи и неискомплексирани личности. Имав прилика да запознам, јас работев на меѓународен проект на Обединети нации, и инженерскиот кадар, односно стручните лица бевме од цел свет. Луѓето, колегите од Африка беа крајно толерантни, смирени и друштвени, колегијални. Кај нив не постои љубомора, не постои омраза. Сето тоа што постои кај нас во западниот свет, кај нив не постои. Работната снага која што ја користевме на објект, да не звучам грубо, односно сите од тие мајстори беа локалци. Јас работев во Сомалија, тоа е еден исклучителен предел каде што војната оставила големи траги. Но тие си го задржале духот, си ги задржале навиките и си ја задржале вербата во Бога. Тоа ме импресионираше многу и таму научив и видов што значи да си човек природен. Таму видов што значи да делиш и работа и место, што значи да делиш храна со некој, како тие се однесуваат кон храната за разлика од нас. Сепак Африка е место каде што храната е помалку застапена од кај нас. Именно. И односот нивни кон храната ми пробуди мисли да имам друг пристап спрема храната, а посебно и спрема водата. Таму е една интересна случка, тоа сакам да го потенцирам и е анекдота на прашањето од каде доаѓа. Пробав да кажам бивша Југословенска република, Балкан, блиску до Бугарија, блиску до Грција, близу до Албанија, до Србија и во еден момент викам сигурно не знаете, јас сум од Македонија. А тоа е годината
веднаш кога стана Интер шампион. Аха. И од позадина слушам Пандев. Браво Пандев. Така, да. И утре доаѓа со дрес од Интер и од Пандев. Значи, тоа е таа почит, да. Да, почит, познавање и интелигенција вродена која што ја имаат. А постојат ли джентлмени? Успеа ли да најдеш некој джентлмен? Не сретнат джентлмен. Не сретнат? Африканец не. Барем во делот јас каде што бев, не. Не велам дека не постои. Сигурно постојат. Тие се земји каде што колонизатори биле Франција, Англија, Италија. Не може да не постојат. Меѓутоа јас не ги видов и не ги препознав. Следно одењето. Можда ќе одиш во Африка во потреба по джентлмени, а можда како што јас напоменав караванот на джентлмен магазин излезе од Скопје и трага по джентлмени во Македонија, можда ќе стигнеме и до Африка, што знаеш да сме живи и здрави, Боже здравје. Пере, ти си човек исто кој што дефинитивно внимава на себе, како што кажавме надворешно, но и внатрешно, што е за мене многу поважно. Човек си кој што спортува, човек си кој што си го храни духот. Еве, последно беше на триатлон, можда и оттаму ела прекрасна боја што имаш на себе. Може малку околу тоа, околу спортскиот дух, негувањето на тие навики, внатрешната хигиена што би требало еден джентлмен да има. Рековме, надворешниот изглед, подкрепено со внатрешната енергија, мисла и пристапот спрема сите навики и како се негувате ментално и здравствено и физички, многу значат. Една од тие работи како јас го одржувам моето физичко здравје, мојата физичка кондиција, па и ментално здравје е спортот. Јас сакам да нагласам и да напоменам дека јас сум поранешен активен спортист. Долго време играв ракомет, се до моментот кога почнав да студирам. Веќе се подудараа двете обврски и немав време, а имав желба да станам тоа што сакам да станам, односно дипломиран градежен инженер и да се бавам со струката која што денес се бавам. Следствено на тоа, возам велосипед, трчам на маратони и пливам. И сето тоа го заокружив во една приказна наречена триатлон. Да. Исклучително тешка, исклучително напорна дисциплина, но вреди. Топло ме препорачувам на сите кои што сакаат да се занимаваат со спорт и кои што имаат амбиции, желба и афинитет. Но во тоа треба да се биде истраен, бара многу одрекување, бара многу тренинзи, бара многу правилна исхрана, правилен тренинг, консултации со стручни лица. Па имено тоа сакав да те прашам, кога тоа ќе го споиме со планинските врвови, искачувањето на нови предели, затоа што знаеш некако сите што имаат замисла за продуховен човек, некако го поврзуваат тоа со врв, со планина, знаеш? Да. Ти си човек кој што освоива и врвови. Да. Има ли вистина во тоа? Кога се качиш на некој врв, се чувствуваш ли возвишено? Да, се чувствуваш и на самиот врв возвишено, но кога си доле, после искачениот врв, чувството е неописливо. Значи, самиот спој со природата, самиот спој со воздухот, енергијата која што животинскиот и растителниот свет ти ја даваат, а треба да си отворен да ја примиш. Да. Тоа веќе е една добитна комбинација која што не може да не вроди со плод. Наредниот ден си нов човек, нови сили кон нови победи. За освојување на нови врвови. Да, и само да кажам дека сериозно се бавам со планинарство, освоени ни се, ако можам така да кажам, еден планинар не го користи тој термин дека се освојуваат врвови, но искачени ми се сите македонски највисоки врвови, Голем кораб, Солунска глава и Титов врв. Тоа се трите највисоки врвови во Македонија. Најголемиот, највисокиот балкански врв Мусова е искачен и тоа во зимски услови. И последното достигнување на кое сум си особено горд и среќен е освојувањето на врвот Брајтхон на Цермат на Алпите, кој што е на 4164 метри надморска висина. Екстремно тежок врв, снежни услови, редок воздух и бара делови и знаење од алпинизам. А дали ќе се сложиш со мене дека најголемиот врв што ние како луѓе треба да искачиме е самиот себе, самата личност, она што го гледаме во огледало. Кога сами ќе се освоиме, тогаш можеме. Тогаш знаеш како вика, човекот има два животи, вториот почнува кога ќе сватиме дека имаме само еден. Да. Има ли вистина во ова или нема? Има. Јас се сложувам со тебе, го делам истото мислење и човек
треба да биде доблесен и отворен сам кон себе. Треба да си ги знае своите можности, за потоа тоа што го прави да е искрено, најпрво сам спрема себе. Треба да се погледнете во огледало и ликот кој што сакате да го видите, да работите на тоа. Тогаш, дали преку работа, преку спорт, читање книги, разговор со пријатели, дружба со пријатели, треба да си го остварите чекор по чекор и да станете верзијата што вие сакате. Знаете како го викаат, тоа го кажува еден познат писател, вика човек треба да се креира самиот себе. Што си и што сакаш да бидеш. Треба да си доблесен, треба да си чесен сам кон себе, да си ги знаеш своите можности за тоа што сакаш да станеш, на вистина да станеш и да работиш на тоа. Па дефинитивно тоа е така. Види, спомнавме интересни вештини што би требало да ги поседува еден маж што ги има или нема, но јас ќе се навратам на она основното, а тоа е што е за мене една голема пасија, тоа е готвењето. Во моето школа за џентлмени што следи после нашиот разговор, пред да се префрлиме на чашка вино, ќе им дадам на моите фанови, тоа е џентлмени во подем, интересно школа за џентлмени каде што ќе можат да погледнат интересни совети како да ја пречекат својата сакана или своите пријатели дома кога се сами, а немаат што да спремат. Интересно школа за џентлмени кое што предлагам да го погледнеме еве и заедно. Добро вечер, јас сум Левтериос Залагјоргос, executive chef во ресторан 4, Парк Хотел and Spa. И за вашите гледачи на Gentleman Magazine и школата ќе спремеме еден од најомилени мои бургери со ракчиња. Со ракчиња ситно исечкани. Оставаме некои парчиња покрупно исечкани за да може да се примети на бургерот. Додаваме цеден лимун, магданус, кромит, сечкан домат, сол, бибер и ја спремаме плескавичата и спремни сме за наскара. Плескавичата од ракчиња е спремна. Ја ставаме на топла скара, лепче за бургер. Ни треба околу 1,5-2 минути од секоја страна. Лепчето пазиме да не се изгори. Плескавичата е секогаш сочна. Може ако сакате и well done, ма јас препорачувам да биде медиум печена. Тоа е до вашиот вкус. Внатре може да достави други состоки како може сланина, може прошута, за да добиеме тоа surf and turf вкус и мирис на димено. Нашата плескачица е скоро готова. Сега ќе почнеме со сервирање. Тоа ќе ни треба. Спремаме бергерот. Малце сенф. Плескавичата од ракчиња. Холандез сос. Беби рукола.
spicy mayo и dollar chips со пармезан. Еден убав бургер со школата на джентлмени. На здравје. На здравје, Пере. На здравје. Се надевам дека од мојата школа за джентлмени ете многу луѓе можат да научат работи, но сега ќе те прашам тебе затоа што си ти тука со мене. Дали Пере готви? Пере сака да готви, иако нема време, секоја прилика ја користам да готвам согласно моите желби, апетити и реални можности. Види, доколку ти треба некој совет, Слободно Джентлмен магазин на YouTube, школа за джентлмени, можеш да најдеш многу совети, вклучително и за готвењето. Ти ги сакаат ли јадењата кога готвиш? Затоа што има многу луѓе, знаеш, готват, ама некако сам си ги јаде јадењата. Ми ги сака, да. Тоа е многу убаво. Ете, можда некоја наредна прилика ќе имаме нешто можност и прилика да сготвиме. Сам да те прашам околу, знаеш, во народот постои една мистика, табу тема е масони, илуминати, ротари, а кај тебе на сакото можам да забележам еден интересен знак од ротарите. Може малку околу тоа, што значи тоа, како е тоа, што има переврска со тоа? Да, исто и значката с која што ја носам, која што добро си ја приметил и незината идеја и намена е баш тоа, и таа означува исто припадност на еден слој, на една организација. Ротари е организација која што е непрофитна и хуманитарна, која што постои од 1905 година, формирана е во Чикаго и брои 1,5 милиони членови. Значи, сериозна бројка, сериозна институција. Одлично. Со неколку главни проекти, од кои што најглавниот проект и движечки, водечки проекти искоренување на полиото во цел свет. Спомнав дека е непрофитна организација, хуманитарна, во која што членуваат луѓе кои што се бизнисмени, односно докажани во својата дејност. Значи, сите луѓе кои што можат да допринесат за подоброто на општеството и на околината во која што живеат. Значи, сите проекти кои што ги правиме, вклучително и најголемите проекти, се дело на ротари со пари од нас лично самите. Значи, не се тоа невладени организации добиени пари, туку го користиме целиот наш професионален и личен интегритет и кредибилитет и финансиски средства за да направиме нешто добро за заедницата во која што живееме, твориме и делуваме. И сме пример како треба да се однесуваат. Значи тоа е дефинитивно джентлменска организација. Затоа што гледа за доброто на општеството. Да, во неа членуваат многу джентлмени. Мислам, членови се многу джентлмени кои што преку својот начин на однесување, размислување, кредибилитет во општеството, што направиле и што имат намера да направат се дури повише од джентлмени. Браво, навистина за почит. Да. Постојат ли? Повел, извини. Извини, знам дека не е джентлменски да те прекинам, но сакам да се наврзам на прашањето која е мојата функција. Јас сум член на Ротари, на мојот клуб во Неготино. Секој град си има еден минимум или неколку клубови кои што се функционираат независно. Сите тие се поврзани во една организација на ниво на дистрикт. Ние сме со дистрикт Словенија и оваа година за прв пат гувернер на нашиот дистрикт 1912 е македонец, за прв пат во историјата после толку години. А што јас плюс како член имаме тоа што оваа година сум председател, иден председател точно на 10 годишнината од јубилејот на нашиот клуб. Така да мене ми припадна честа да го водам во таа година нашиот клуб. Ти честитам за тоа. Она што сакам да те прашам малку да го доближиме нели кон народот, да знаеме дека сме гледале по филмови кога се спомнуваат масони, илуминати и ротари и така натаму, дека се случуваат едни чудни иницијации за пристапување кон членство, луѓе со шапки, па се принесуваат жртви, па тоа на многу начини е прикажано чудно. Како тоа изгледа, како се станува член на ротарскиот клуб? Може ли било кој треба да добие покана и така натаму, малце тие да ги обелодениме работа? Член на ротарскиот клуб се станува по препорака на некои од членовите кои што веќе членуваат. Но треба членот кој што е предложен да исполнува одредени
критериуми, лични, професионални, за да може да стане член на тој клуб. Доколку е предложен некој член кој што не ги исполнува условите, секој од членовите има право на вето и тој член нема да биде примен. Тој кандидат нема да постане член на клубот. Гласањето е тајно, во никој случај не е со шапки, не е со теории на конспирации, заговори, не. Тоа во никој случај не е така, напротив се е транспарентно, се е јавно, достапно, сите документи, состаноците се одржуваат во место кое што е одредено со точно место и точен датум во организацијата светска постои за секој клуб каде одржува состанок и во колку часот. Так. И секој член од било кој дел на светот, доколку е гостин во тој град, по било која основа, има право да отвори на веб страницата на Ротари, да прочита во тој град каде има состанок Ротари, во колку часот и да присуствува на самиот состанок. Равноправно со сите нас. Смее ли член на Ротари да биде член и на масони или не? Може ли тоа? Може, но дали еден и друг член се во иста организација, таков податок немам. Затоа некој друг пат, интересно беше и ова да се доближи. Сега сакам малку да те прашам за архитектурата и знам дека се занимаваш со архитектура, имаш фирма за архитектонски изведувања и тоа можам да кажам дека е една навистина исто џентлменска професија затоа што некој да ти се довери да му го изградиш домот, да му изградиш нешто каде што ќе поминува многу голем дел од својот живот, навистина треба да има голема доверба, нели, да верува на твојата имагинација, но на што го збориме не надворешното, туку обратно внатрешното. За архитектите велат дозволи да ти видам каква ти е собата, па ќе ти кажам каков ти е животот. Има ли вистина во тоа? Има, како не. Исто како и со модата. Те гледаат, те скенираат и знаат со каков тип, со каков профил на човек си имат работа. Исто и за архитектурата. Ако џентлменството е пример како треба да се одесува еден господин, еден маж, еден кавалер. Ако модата е белек и печат на едно општество преку кое се гледа, во која насока се движи, како изгледа тој народ, тогаш архитектурата е лична карта на секој град, на секоја земја. Каде и да одите, кој град да го посетите, прво што гледате неговата инфраструктура и згради и куќи. И тогаш веќе знаете каде сте, по кој дел, како се градело, што се градело и кој имал влијание и во кој дел од историјата. Јас по професија сум дипломиран градежен инженер, но имам фирма која што милувам да кажам дека е бренд кој што се занимава со архитектура, проектирање, надзор и изведба на објекти. И можам да кажам дека нашиот народ, посебно македонците, се многу со префинет вкус, знаат што сакаат, знаат зошто го сакаат тоа и точно знаат на кој ја доверуваат нивната работа за нивниот сон да стане дом. Кој стил повеќе го негуваш ти? Сакаш по-класика, сакаш по-модерни градби? Јас лично и тимот кој што работи кај мене во мојата компанија преферираме модерен стил. Знаете, сметам дека секој треба да твори и да делува во времето во кое што живее. Да. Тогаш е сведок на сите збиднувања, на сите влијанија, на сите светски кризи, на проток на пари. Така да во модернизмот се испреплетуваат три основни работи: конструкција на објект, функција и изглед. И така да сето тоа е тесно поврзано. И одговор на моето прашање е да, јас сум за модернизам. Кога сме веќе во Джентлмен магазин и кај џентлмените, на почетокот начнавме и сега сакам така да го заокружаме муабетот. Сметаш ли дека Македонија е плодна почва за џентлмени? Има ли тука кај нас џентлмени? Да, има. Има џентлмени, има многу дотерани мажи, има многу убав свет. Има џентлмени кои што знаат да се однесуваат, знаат да го покажат тоа и со дело, и со говор, па и со манири.
И Македонија почва каде што многу се посветува внимание на мода, на облека, на стил, посебно младите. Тоа ме радува, јас сум веќе во нека средна генерација на години кој што кога растев беше чудно и странно да маж се негува. Но сега веќе не е тоа така. Младите се негуваат, се посветуваат внимание, пазат на ментална хигиена, пазат на физички изглед, тренираат, вежбаат. И сега, како со тоа се носат? Дали тоа околината го оправдува или не? Треба да се свесни дека се подложни и на критики. Поборник сум на тезата дека секој има право да се облекува како сака и да носи што сака, но треба точно да знае тоа да го искомбинира и да си ги сноси своите критики. Никој нема право да осудува друг за неговиот изглед и неговиот избор, но критика како критика е добре дојдена. И јас сакам да слушам критика без разлика дали е позитивна или негативна. Да, во секој случај да е конструктивна. Да. Ќе го споменам повторно мојата школа за џентлмени. Имаме и такви совети како треба да се изгледа, како треба да се комбинираат работи, така да повторно ќе кажам, може слободно кој сака тоа да си го провери таму. Кога станува збор за џентлмените и дамите, кога сметаш па тука дека македонскиот маж ја поддржува жената во својот развој, во амбициите? Сметаш ли дека мажот во Македонија се плаши неговата жена да е поуспешна од него или не? Ги поддржуваме жените или не, просто кажано? Ги поддржуваме. Исто и тоа е некој тренд кој што е во нагорна линија. Равноправноста во целиот свет, маж, жена, еднаквост, маж, жена е дојдена и кај нас. Не постојат веќе професии машки и женски. Не постојат професии за маж и професии за жена. Посебно во мојата работа, професијата е таа, дали си маж или жена, треба да си квалитетен. Да. Како ќе ја сработиш, што би сработил и кој бенефит за лицата и твојата компанија би го имала од тоа. На прашањето дали мажите ги поддржаваат своите жени, да, тоа се гледа, тоа најдобро се гледа кога би погледнале еден пар, тогаш е јасно дали мажот ја поддржува жената или не. Како изгледаат, како се однесуваат еден кон друг, какво внимание мажот ја пружа на жената и обратно. Сето тоа е знак и доказ дека во Македонија мажот ја цени, ја негува и ја поштува својата сопруга, односно партнерка. Кога станува збор за добрите навики, џентлменството е тесно поврзано со негување добри навики и со добри манири. Кои се според тебе клучни 3 добри навики што би требало да ги поседува еден џентлмен? Како за старт тебе, ако треба да му дадеш совет на некој млад човек, би му кажал, почни со овие 3, па за понатаму ќе видиме. Значи, не постои успешен човек без навики. Навиките се тоа што те прават да бидеш тоа што сакаш да постанеш. Значи, 3 навики. Мора да води грижа за сопствениот изглед. Мора да води грижа и да има здрави навики за своето здравје и ментално и физичко. И не постои џентлмен кој што не е образован во било која сфера. Не значи дека треба да имате диплома, доктор на наука, да. Но образование, писменост и сите тие работи што следуваат се стекнуваат само со навики кои што еден џентлмен треба да ги има. Одлично срочено. А кажи ми, кога станува збор за понежниот пол од твојата страна, знаеш ли често да однесеш ружа, да направиш изненадување, затоа што викат дека вистинскиот маж својата жена ја освојува одново и одново? Ружа. Види, тоа е ружа како феномен, како символ, не мора да е баш ружа. Така. Тоа и сакав да кажам, во таа насока сакав и одговорот да го дадам. Внимание, како викаат србите, внимание никад доста. Да. Мала пажња, мал збор, мал поклон отвара многу врати. Љубовта се покажува секој ден. И тоа е нешто што секој џентлмен, секој господин треба да го практикува задолжително.
не морално, туку задолжително. И реков и на почетокот, тука доаѓа до израз кога е джентлменот господин, а кога е кавалер, односно како се однесува кон девојките, а посебно кон неговата партнерка, сопруга. Интересни гледишта од еден човек кој што го трасира патот на джентлменството и гази по тој пат сигурно, и се надевам дека ќе стигнеш многу далеку. Пред да ти кажам, ти благодарам што ми беше гостин, сакам да те прашам кој совет би им го препорачал на младите? Совет. Јас би им дал на младите еден совет кој што се состои од три дела. Односно, кои работи мораат и треба да ги направат за да бидат успешни како личности и како джентлмени. Првата работа е човек мора да е трудолюбив, мора многу да работи. Само со работа се постигнува се она што сакате да го имате. Второ, човек мора да е многу мудар, но мудроста се стекнува со годините. Мудроста не ја поклонува никој. Да. Мудроста е нешто што го добивате, хајде да кажам така посликовито. Мудроста е диплома во која ви ги пишува вашите оценки за сето ваше животна школа. Да. Каде сте погрешиле, како сте одговориле на предизвиците, што сте направиле, дали сте се откажале. И мудроста е нешто кој што секој треба сам да си ја стекне. И трето е слободата. Секој човек мора да се избори сам за својата слобода. Само слободен човек делува согласно на своите животни правила, принципи и норми. Преку слободата се манифестира што сте работеле, колку мудри сте станале и како се однесувате сега. Пере, ова беше навистина исто како дел од книгата што треба да ја напишеш, а може би еден ден ќе ја напишеш, а јас ќе ти направам една рецензија да наздравиме за слободата и да наздравиме за джентлмените. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Пет работи без кои не можам во текот на денот се добар сон, чаша врел чај од Сабајле, хумор, туш и атанс. I started a joke which started the whole world crying. Корисни совети, корисни разговори. Не заборавајте, джентлмен не се раѓа, джентлмен се станува. А како? Гледајте Джентлмен магазин на македонската телевизија и ќе да знаете. На здравје.